Почитување, да ви соопштам дека се наоѓате во вистинскиот момент на вистинското место. Да, тоа сме ние, учениците од 4-то одделение во основното училиште Климент Охридски од Битола, повторно вклучени во нова авантура. Денес сме активни творци на активностите кои ќе помогнат да подигнеме свеста за граѓанското образование, преку одбележување на денот на граѓанското образование. Соочени со новонастанатата состојба со COVID-19, одлучивме нашите активности да ги преточиме во темата здравјето пред се. Па ве поканувам да ја проследите нашата видеодраматизација. Уживајте! Здраво, мили другарчиња! Од некаде сум ви позната, нели? Мојот лик е напакувањето од млеко и различни млечни производи. Се викам Битолско чупе. Дојдов тука затоа што сакам да бидам пријател. Да бидеш пријател со некого. Значи да играш, да учиш, да шеташ заедно, но и да ги делиш своите тајни. Затоа се пријателите. Сега ќе ви кажам нешто за моите тајни. Првата тајна е дека млекото е волшебна напивка. Втората тајна е таа дека можам виднаш да пораснам. Например, колку вашата помала или како вашата поголема сестра. Или како вашата мајка. Но најдобро се дружиме кога сите сме еднакви. А сега да ви раскажам за едно наше доживување. Дали сакате да знаете каде отидовме со кого се сретнавме? Јас и моите пријатели ја посетивме куќата на витамините. Вратата ни отвори еден витамин со широка насмевка. Се викам витамин B6 и задолжен сум за имунитет и добро расположение. На смевката светот го грее, срекно е она дете кое се смее. Витаминот А, тоа сум јас. Задолжена сум за добриот вид. Прва ви видов кога доаѓавте. Со мене окото гледа чисто и бистро, онака како што е во природата исто. Не сакалам, но морам да речем, со освет поглед и убеден си се. Ако прашат кој е силниот, речете витаминот B1. Мојата должност е да имате цврсти мускули и здраво срце. Цврстите мускули и здравото срце го красат секој спортист кој сака да биде како мене ист. Здрав и прав и како мене убав. B7. Моја должност е да имате здрава кожа и коса, не само со мазена и пазена. И уште нешто, во секоја крема за сончање мене ми има, лето в плажа и санкање кога зима. Постојано барам некаква сенка, многу често ме фаќа тука. Но што ме огрее сончев зрак, силен и мокен сум пак. Дозволете се представам. Витамин D3, се грижам за здрави коски. Се викам Спанка, ма се шегувам. Јас сум витаминот B12, се грижам за вашиот нервен систем. За децата носам сладко и мирно сонче, а знам да го преспијам утринското училишно звонче. Ова просторија е мојата лабораторија. Свеж воздух и здрава храна се двата елементи кои ги користам во своите експерименти. Витамин B5, тоа е моето име. Помагам заморот побрзо да мине. Моето име е витамин Е. Се грижам за младешки изглед со убавината се да биде во ред. Ме почитуваат вашите мајки и баби и оние најстари со 2-3 заби. Во секое време што иде, секој сака убав да биде. Моето име е витамин B9. Ја имам својата скриена волшебна моќ. Со мене децата растат како преку ноќ. И кога бебето во мешето на мама се крие, и тогаш кога во креветчето мирно спие. Витамин B3. Носам нова енергија. Како детето скоко и трупа и личита, па сумот некаде далеко се скита, кога многу учи, па главчето му пучи, ако некој немирко има симпатија мила, тука сум јас. Носам енергија и сила. Драги пријатели, ги запознавме витамините. Дали имате некое прашање за нашите домаќини пред да се разделиме? Имам јас сум Палав Димче, со глас звонлив како звонче. Кој витамин е најважен? Сите имаме своје значење и одговорност, но заедно сме посилни. Освен за значењето на витамините, научивме уште нешто,
дека ние, децата, кога сме единствени и заедно, секако сме посилни.